Шесто, доколку шишто е затворено со плута, треба да ја проверите тапата. Доколку мирисе на влажен картон, тогаш тоа е заболена тапа, болест ТЦА. Најверојатно и виното ќе биде заболено. Проверите го тоа. Седмо, декантирање. Доколку е црвено вино, барикирано и стоено зрејано во буриња, обавезно декантирање. Розе вино и бело вино, декантирање не може. Осмо, зошто ја вртиме чашата? За да се ослободат аромите. Ако не знаете да ја вртите, пробајте првен на маса. А потоа ќе видите успешно и вака во воздух. Девето, визуелна оцена. Наспроти бела површина, бел чаршаф, салфета, бела хартија, ја оценуваме бојата, длабината на бојата и чистотата на виното. Тоа ќе ни открие многу за самото вино. Десето, арома, начин на оцена на аромата. Затворете ги обавезно очите и со десната страна на носот мириснете длабоко. Пробајте и налево, ќе видите каква е разликата меѓу лево и десно. На десно е поинтензивно. 11. Ароми. Што е тоа што мирисаме? Прво, дали има нешто што ни смета? Второ, каков е интензитетот на аромите? И трето, кои се аромите? Дали се тоа овошни, дали се тоа флорални, дали се тоа чоколадни ароми, дали се тоа минерални ароми и така натаму. Значи, оценка на аромите.